Со Света Василијева литургија и новогодишен молебен, утрово во православните храмови во Тетовско беше одбележан празникот посветен на Свети Василий Велики и обрезанието Господово. На денешниот празник, кој кај народот е познат како Василица, верниците се поклонуваат и се потсетуваат на големите и бројни благоудни дела на светителот, кој сесрдно им помагал на сиромасите, подигал болници, старечки домови и прифатилишта за сираци. Во негова чест, семејствата од Тетовско овој ден го празнуваат со богата трпеза и традиционалната пита во која е вметната паричка. Според народното верување, делењето на паричка за Василица е одраз на милосрдието на Свети Василий, кој знаел последната паричка што ја има во себе, без посебна причина да ја подари на оној кој му треба. Паричката се доживува како благовесник за добрина и богатство, па според верувањето кај народот, оној кој паричката ќе ја пронајде во своето парче пита, ќе го следи среќа во текот на целата година. На полноќ во соборниот храм Свети Кирил и Методи во Тетово, православните верници ја дочекаа новата 2019 година според јулијанскиот календар. Празнична вечерна богослужба отслужи отец Предраг Исаевски од Тетовското архиерејско наместништво. Мир и благослов во нашите домови, благослов, долг живот и здравје, добро здравје, крепко здравје, силно здравје да имаат особено нашите најмили и најблиски, нашите сакани дечиња, синови, ќерки и внучиња, да и ние со нив да се радуваме. Денес го славиме поменот на Свети Василиј Велики, еден од најголемите умови што Светата православна мајка црква го дала на се православните простори, оттекнувајќи од Кападокија, кој што бил 10 годишен епископ митрополит на Кападокискиот престол. Кападокија се наоѓа во западниот дел од Турција и таму Свети Василиј Велики бил архиепископ Кападокиски, каде што го проповедал Евангелието на сите оние, им давал светлина каде што биле во темнина. Тој е голем, најголем меѓу умовите со Свети Иван Златост, со Свети Григорije Богослов, со Свети Атанасиј Велики, Свети Кирил Александрски и сите големи умови на Светото Богословие кои што биле од Бога обдарани, каде што и ден денес ги читаме нивните божествени дела од Богом дарувани. Денес го славиме обрезание Господње, затоа што Господ се обрезал за да ја исполни сета промисла на Отецот и за да го исполни законот Божи. Тој вели во Евангелието на Матеј: не дојдов да ги поништам законот и пророците, туку да ги исполнам. Значи, он е исполнение на законот и пророците. Кај еврејскиот народ, секој еврејче на 8-миот ден било обрезано. Така и Господ, за да ги исполни старозаветните закони, он се обрезал заради нас, луѓето, заради нашето спасение, за да преку светото образение докаже голема тајна, а тоа е дека Господ има вистинско тело. Не е само Бог, туку е човек. И за да еретиците што се појавиле во последни времиња, кои ќе тврдат дека Господ има привидно тело, за да Господ Бог им докаже дека има вистинско тело човеково, посеч слично на човекот, освен само во едно: Господ не носеше терет на грев врз својот грб, туку Господ беше чист и пречист. Тој немаше никаков грев, но ги понесе гревовите на сиот народ
празнувајќи се на крстот, ги разна нашите гревови, со својата света крв што потече на светиот крст, ја освети сета зелена и земја, и сето човечанство, а особено кога воскресна од мртвите, и со смртта ја победи, и кога воскресна од мртвите, ни подари живот вечер. Неизоставен белег на чествувањето на Василица е питата со паричка принесена од кумовите. Во питата беа вметнати паричките кои ги одредија кумовите за следната година. Точно на полноќ во црковниот двор се разгоре огнот околу кој се собраа верниците. Веќе неколку години поред во овој соборен храм се организира црковно-народен собир, каде верниците со чаша греана ракија и топол чај ја одбележуваат православната нова година. Srećen Derot, neka ne vide praznikot nove godine. Ajde. Василичарите на чело со невестата и зетот од домот на годинешниот кум тргнаа во посета на домовите на жителите на Копанце. Тие ги посетија сите куќи во селото, а домакинките ги пречекаа со топла ракија тетовско гравче и храна од нашево поднебје. Во секој двор ечеа звуци на народниот мелос, а веселбата со песна и оро продолжи на сет село. Постарите жители велат дека ваквиот начин на празнување е стар со векови и се пренесува од генерација на генерација. Преку песна маскираните сакаат да ги стераат лошите духови од домовите на семејствата. Жителите на Копанце се задоволни што Василичарскиот маскенбал е прифатен од младите во Копанце. Ние постоиме како село, како младина, како луѓе, дека ова наша традиција ја продолжуваме и мислиме дека и понатаму ќе ја продолжиме. Нашите членови на нашето село, односно поготово младината, од година на година сакаат да ја чествуваат, ова е наша традиција и мислам дека ова никогаш нема да згасне за нашето село во Копанце. Истакна учесник на маскенбалот. Празнувањето на Василица продолжува и вечерва во црковниот храм во село Копанце. Она што е евангелско, она што е светоотечко, она што директно извира од светите книги, односно светото евангелие и од светото предание, да биде патеводител, да биде кодекс на нашето однесување, да биде смислата на нашето постоење, а тоа е пред се љубовта на која што не учи нашата православна вера, да го љубиме својот Бог со сето свое битие и љубовта кон ближниот, кој треба да го сакаме како што се сакаме самите себе си. А секако, според љубовта која што ја имаме кон Бога и кон ближните, другите на тој начин да не поимаат, да не разбираат како православни христијани и секако преку нашето однесување, преку нашите зборови и дела да се велича и слави името Господово. Господ Бог нека ни дарува сила да истраеме на секое добро дело и во наредното престојно лето Господово. Се разбира дека не очекуваат многу предизвици, се разбира предизвици за добро, предизвици
кои што значат работа за напредок на Црквата Божја, пред се мислам на наше духовно издигнување, како луѓе, како верници, а се разбира и грижа за сето она кое што досега се направило и ни е оставено од нашите претходници. Господ Бог нека им дарува здравје, среќа и беречет на сите наши боголюбиви верници од село Копанце. Нека им дарува здравје, среќа и беречет, благослов на сите оние кои што се наоѓаат надвор од Копанце, во диаспората и секаде каде што не има. Се разбира да си честитаме нова година сите заедно и да испросиме Божјиот благослов да биде на нас и на сите кои што веруваме и се надеваме на името Божје. Истакна отец Жарко Мицковски. Сличен начин на празнување на Василица во Полошкиот регион има и во Гостиварско Тумчевиште. Противпожарната единица, јавните предпријатија вработени во интернатот и чуварските служби во општина Гостивар ќе добијат нови работни униформи, донација од швајцарска компанија. Донацијата се состои од вкупно 300 униформи, а првите 50 беа поделени денес за пожарникарите. По тој повод, градоначалникот Арбен Таравари во својот кабинет прими представници на фирмата која ја обезбеди донацијата. Јас би сакал првично да им се заблагодарам на компанијата Игл, чие седиште е во Швајцарија. Што е денеска донацијата? Денеска е 50 пара облека за вработените во противпожарна единица во Гостивар. Наскоро до крај на месецот февруари ќе бидат донесени уште 150 пара за вработени во комуналец, 70 комплети на облека за зеленило и паркинзи, за интернатот во Гостивар околу 30 комплети одела, околу 10 комплети на облека за вработените во општина и тоа тие што се чувари во општината, така да на еден или на друг начин околу 300 луѓе вработени во администрацијата на општината Гостивар ќе бидат обличени унифицирано, само што ќе се разликуваат по бојата на облека. На сите ќе стои амблемот на општина Гостивар и во која единица од општината работа. Дали се работи за комуналец, паркови зеленило, противпожарна или во самата зграда на општината. За противпожарната единица новите униформи се добредојдени, но не ги решаваат сите проблеми. Службата има потреба од дополнителен број пожарникари, како и од подобрување на условите во објектот каде што се сместени. Кажавме дека зградата е, знаете во каква состојба, ние направивме едно мало реновирање, планираме оваа година да инсталираме и централно греење во самата зграда, инаку се вработени 40 особи, а Гостивар има потреба од околу 80 луѓе да бидат вработени, нормално по законските норми што се предвидени по сите правила и закони во Република Македонија. Во знак на благодарност за донацијата, градоначалникот Таравари му врачи символичен подарок на представникот на фирмата Баки Сулеймани. Зачестија нападите од кучиња скитници на Гостиварското подрачје. За само неколку дена регистрирани се 3 случаи. Последниот се случи викендов во Гостиварското село Чајле. Како што информираше Министерството за внатрешни работи, 57 годишна жена од селото пријавила дека во саботата околу 8 часот и 30 минути 46 годишниот ЛС, жител на Чајле, бил нападнат и каснат од кучиња скитници. На нападнатото лице му била укажана лекарска помош во Гостиварската болница. 2 дена претходно во Гостивар кучиња нападнаа и скасаа 31 годишна жена и 34 годишен маж, и двајцата завршија со повреди во болница. Справувањето со бездомни животни е обврска на локалната самоуправа. Општина Гостивар започна со третман на кучињата скитници пред 3 месеци, што подразбира нивно заловување, вакцинирање, стерилизација, одбележување, пошто животните повторно се враќаат на улица. Процесот го вршат ветеринари од Тетовска ветеринарна амбуланта која го добила тендерот.
Најавениот стационар во објект на старата касарна во Гостивар сепак не профункционира досега, а како причина локалните власти наведуваат пречки од административна природа. Приведени две лица кај кои е пронајдена марихуана. 24 годишен гостиварец и 25 годишник од Долна Бањица биле лишени од слобода од страна на полициски службеници вчера вечер 15 минути пред полноќ на улица Живко Брајковски во Гостивар. Поради поседување марихуана задржани се во полициската станица Гостивар за целосно расчистување на случајот, информираат од СВР Тетово. Со започнувањето на зимскиот училишен распуст покрај другото во Полог присутна е зголемена раздвиженост во угостителските објекти и пред се во кафулињата и дискотеките, посебно во вечерните часови. Во нив повремено се организираат различни забави и друг вид дружби, неретко проследени со гласна музика која ги вознемирува другите граѓани, а пред се оние кои што живеат во близина на угостителските објекти. Ова најмногу се однесува на објектите кои се наоѓаат во приземјата на стамбените згради. Поради тоа секторот за внатрешни работи Тетово повторно апелира до собствениците на кафулиња, дискотеки и други угостителски објекти да внимаваат на јачината на музиката што ја пуштаат во нивните локали или ја свират музичките групи и истовремено ги подсетува дека глобата за ваквиот вид прекршок се движи од 500 до 1000 евра во денарска противредност. Секторот за внатрешни работи Тетово апелира исто така угостителите да не дозволуваат престојување на малолетници во објектите по 24 часот, ниту да ги послужуваат со алкохолни пијалоци, бидејќи во тој случај ги очекуваат поднесоци и парични глоби. За послужување алкохол на малолетници пак угостителите можат да бидат и кривично гонети. Секторот за внатрешни работи Тетово значително ги интензивираше контролните активности во угостителските објекти и сите прекршоци кои се откриваат во нив соодветно се санкционираат. Петмина македонски државјани скијачи и сноубордери кои скиеле на необезбедени патеки на Пирин, синоќ околу 21 часот беа безбедно извлечени. Сите петмина се живи и здрави, пренесува бугарските медиуми. Акцијата за спасување започнала околу 18 часот, на терен биле 12 спасители, а операцијата се одвивала во Дамјанишка долина. Тие вчера попладне паднале во провалија. Сигналот за помош пристигна до планинската спасувачка служба во Банско. Скијачите од Македонија, кои што синоќа беа спасени по пат во бездна на планината Пирин во Бугарија, денеска добија остри забелешки за нивното поведение од страна на првите луѓе на спасувачките единици од бугарскиот Црвен крст. Времето денес беше претежно облачно со повремени врнежи од снег со слаб интензитет. По одделни котлини претпладне имаше појава на магла. Температурите се движеа во интервал од -8 до -3 степени Целзиусови. Утре не очекува сончево време со умерена облачност, студено и ветровито, со умерен до засилен северозападен ветер. Температурите ќе се движат во интервал од -10 до -5 степени Целзиусови.